Добар ден и доброdoјдовте во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Секој од вас кој што го интересира да добива одговори на прашањата и да ги решаваме можеби одредени теми, митови, дилеми кои што ги имате поврзани со исхрана и активен животен стил, слободно може тоа да го правите користејќи го хаштагот #Јосиф, користејќи ги моите приватни профили на Facebook, на Instagram како Коуч Јосиф, или истото може да го направите и преку телефонските броеви на телевизија Телма. Доаѓа од Катерина, која што прашува дали кратењето на јагле-хидрати ќе ми донесе подобар ефект со слабење. Кате, кратењето на јагле-хидрати не е единственото нешто што ќе ти донесе подобар ефект во слабење и практично повеќето од луѓето секогаш сакаат да се обидат да најдат стратегија и магија која што ќе им донесе слабење. Ја секогаш можеби досаден сум веќе, но сум гласен за тоа дека треба да најдеш начин на живот, а не стратегија која што за еден месец поради кратење на јагле-хидратите ќе ти донесе слабење. Како и да е, кога зборуваме за јагле-хидрати и кратење на јагле-хидрати, тоа не е и така лошо, затоа што кратењето на јагле-хидрати на сметка на додавање на масти и особено на протеини многу може да помогне во елиминирањето на вишокот на масти, може многу да помогне кај луѓе кои што имаат дијабет тип 2 и постојат три подгрупи, да ги речеме, на луѓе кои што сакаат да прават игри со јагле-хидратите. Тоа значи да можеби луѓе да внесуваат од 100 до 150 грама на јагле-хидрати на начин кој што, да речеме, нема да јадат повеќе од 3-4 парчиња овошје, ќе можат да јадат изобилство на зеленчук и да избираат јагле-хидрати од компир, од сладок компир, исто така може од ориз, може од овесни снегулки и слично. За разлика од тоа, да речеме, следната група е на луѓе кои што помалку драстично повеќе ги кратат јагле-хидратите, некаде од 50 до 100 грама да внесуваат дневно за поекстремни и побрзи ефекти во слабењето. Тоа значи дека повторно може да јадат колку сакаат зеленчук, овошјето да го сведат на максимум 2 парчиња дневно, да јадат останати јагле-хидрати односно скроп од компир. Веќе тука житарици како овесни снегулки, ориз би отпаднале од варијанта. И третата најекстремна е веќе влегување во кетоза, а тоа значи 25 до максимум 50 грама на јагле-хидрати, кои што исклучуваат многу. За мене ова е, што знам, невозможно, затоа што дефинитивно ќе има проблем на почеток со меморија, со трпение, значи ќе страда малку телото, но не значи дека некој од вас нема да го проба. Така да кате, заклучокот е дека дава ефект кратењето на јагле-хидратите, но не се определува на краткорочна стратегија и брза стратегија. Најди си начин на живот кој што на тебе ќе ти одговара на долг рок да го спроведуваш и да не се откажуваш.